Сите институции знаеле, но татко и ќерка со години успевале да им пркосат на надлежните и бесправно да стопанисуваат со уникатниот геоморфолошки локалитет Куклица во Гратовско. Веста дека семејство го узурпира локалитетот, па дури и наплаќа влезници, предизвика бура реакции во јавноста. Случајот датира од поодамна и веќе е предмет на судска постапка. Екипа на Канал 5 денеска е во Куклица, препознатлива по камените кули. Михајло Видимлиски е таму. Михајло, успеавте ли да влезете во локалитетот и дали можеби некој ви побара билет? Тања, овде воопшто немаше никој во близина на самиот локалитет Камени кукли во општина Кратово, во близина на селото Куклица. Ние кога пристигнавме овде, еве можете и да забележите позади мене, оваа импровизирана капија е затворена со катенец, меѓутоа овде има и на лист хартија известување дека сепак работи за посета на луѓе од земјава, секако и од странство во периодот од 8 до 16 часот, но и дека се работи за приватен имот. Но како што кажав, од моментот кога пристигнавме овде негде околу 13 часот, сепак овде немаше ниту еден човек, ниту се наплаќаше билети. Ретко успеавме и да забележиме сепак некои туристи што доаѓа, една шпанска туристка која што беше овде не сакаше да зборува пред камера, меѓутоа рече дека сакала да го посети локалитетот, но не успеала затоа што, како што гледаме овде, оваа капија е затворена за посетители. Ова стана актуелно во јавност откако во изминативе неколку дена имаше силни реакции на социјалните мрежи за тоа дека татко и нејзината ќерка наплаќале билети за влез, односно за посета на локалитетот Камени кукли на наши, но и на странски државјани, и тоа во вредност од 10 до 20 евра. Ова предизвика жестоки реакции кај јавноста. Како што веќе ги имаме информациите, ова не е нов проблем, за него се знаело уште од пред неколку години. Имало поднесено и кривична пријава до СВР Куманово за две лица, но и за Сдруженијето Извор, кое што стопанисувало овде со просторот. Тужба има поднесено и општина Кратово, меѓутоа судот донел одлука узурпаторите на просторот да го дадат во владение на општината самиот простор. Меѓутоа на оваа тужба имало, односно на оваа судска одлука имало и жалба, и сега се води второстепена постапка за оваа жалба. Од општината Кратово вела дека ги информирале сите надлежни институции, меѓу кои и Државниот пазарен инспекторат, но и управата за јавни приходи, меѓутоа и забележуваат на неажурност на институциите. Во продолжение да видиме што велат од општина Кратово. Покрај наведената парнична постапка, општина Кратово има поднесено и повеќе кривични пријави за кривично дело узурпација на недвижности кои се уште се во работа пред надлежното обвинителство, како и голем број на пријави и писмени поднесоци до надлежните институции, меѓу кои Државниот пазарен инспекторат и управата за јавни приходи, каде огромен број на представки има пратено и од страна на голем број оштетени граѓани. Меѓутоа, за жал до овој момент немаме добиено позитивни информации за преземени конкретни активности, туку одредени паушални констатации. Така е, Тања, еве тоа се информациите од општина Кратово, секако целиот извештај од овде и во вестите во 18 часот, со тоа што ќе прикажеме дека ние и успеавме да влеземе овде во самиот локалитет Камени кукли, секако поспоредни и тешко пристапни пачиња. Овде се наоѓа и дрвената куќа на која што, како што пишува, стопанисува Сдруженијето Извор, меѓутоа нејзината врата беше пломбирана. Како што кажав, целосен извештај за случувањата во Камените кули овде во Кратово во вестите во 18 часот. Михајло, ти благодарам за информациите.